Мноштво неразјаснети криминални дела, зачестени тепачки, интензивна продажба на дрога и насилство по улиците се само дел од проблемите за кои во Прилеп по долго време гласно се молчи. Прилепчани велат дека не се чувствуваат безбедни, заради што добар дел од нив не сакаат дури ни јавно да говорат, плашејќи се од последиците, бидејќи се убедени дека постоела спрега помеѓу полицијата и криминалците. Безбедноста во Прилеп е на многу ниско ниво. Има многу кражби, има многу тепачки, има луѓе, имаше од полиција загинати, не загинати, може се уште повредени. Така да мислам дека треба да се воведи дисциплина во градот. Едно нема доволно контрола, друго изгубено е сите вредности се изгубени. Образование на нула. Ништо мозокот кај младите. Еве сите седат не работат и штом не работи, има време да мисли за проблеми. Кога е на работа нема време за проблеми. Многу лоша, секоја вечер тепачки, сегде и секаде. И по селава, и во градов, да мислам, овде. Криогашта ни е бетер, такуџер во Бршани. Полицијата не се врка работа. Каде е петтио на болница што го тепа? Уште не е кажан. Загрижувачката безбедносна состојба беше тема и на последната седница на Советот на општината. Мнозинството советници бараат смена на првиот човек на полициската станица, за што до МВР и до министерот Спасовски ќе биде испратено и официјално писмено барање, ни рече председателот на Советот Дејан Продановски. Со реакција се огласија и од Општинскиот комитет на ВМРО ДПМНЕ и тие бараат итно разрешување на командирот. Градот стана својина на насилници, дилери, лихвари, кои непречено функционираат и ја загрозуваат безбедноста на граѓаните. Дали оваа ситуација се должи на начинот на избор на командирот на полициската станица Прилеп и високите раководни службеници назначени од централната власт? Докаде е постапката и што се случи со скандалозната Вибер група која координираше за време на локалните избори спротивно на сите закони? Дека состојбите се навистина загрижувачки, зборува и фактот што се уште не се расчистени повеќе крупни кривични дела, а кои се случени на територијата на Прилеп. Мистерија останаа двете бомби поставени во кафулиња во градот уште пред 3 години. Потоа случајот со заплената на дрогата на Плетвар, а во што беше инволвиран и тогашниот прв човек на полициската станица. Ниту пак има разрешница кражбата на маслото од канабис од фабриката за марихуана во Алданци.